Почитувани, добар ден. Ја започнуваме црвена линија. Мали хидроцентрали, да или не? Што добиваме, што губиме со изградбата на малите хидроцентрали? Обновлив извор на енергија, енергетска независност, намалување на увозот на струја, децентрализација и потенцијал за локален економски развој. Ова се најчесто истакнуваните предности на малите хидроцентрали. Но, од друга страна, стојат сериозни предизвици. Недостаток на транспарентност и коруптивни практики, изградба и во заштитени подрачја како национални паркови, мал придонес во вкупното производство на енергија, нарушување на хидролошкиот режим и уништување на биодиверзитетот. Дали обновливата енергија секогаш е еколошки прифатлива. Иако малите хидроцентрали важат за зелена енергија на хартија, еколошката цена често може да биде поголема од користа, особено кога се уништуваат природни подрачја со висока биолошка вредност. Тогаш станува збор за неповратно уништување на реките и живиот свет. Водата како јавен ресурс станува извор на приватен профит, додека последиците се долгорочни и тешко поправливи. Секако ќе ве подсетиме да земете активно учество не само во денешната дискусија во живо во црвена линија, туку од овој момент да не заследите и на Инстаграм. Профилот е на црвена линија, кликнете, заследете, секако паралелно заследете го и профилот на Телма телевизија. И потоа веднаш кликнете на Инстаграм стори. Денешната анкета изгледа вака. Дали профитот ни ја уништува природата? Тоа е оно што ве прашува денес црвена линија. Имате две опции за одговор. Да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Редовно ги сумираме резултатите во проценти и ги објавуваме, односно соопштуваме некаде кон крајот на црвена линија. А пред самиот старт и дискусијата заедно со вас, време е да го погледнеме прилогот на Сузана Мицева, а потоа почнуваме со вклучување во живо. Добро, ако прилог немаме, тогаш секако имаме телефонски број кој што ќе напоменам дека е 02307 0005. Особено еве денеска црвена линија поставувајќи ја оваа тема, ќе потсетам дека и верувам дека оние кои што се директно засегнати со оваа проблематика ќе земат активно учество во црвена линија. Секако сите ние како граѓани верувам дека имаме став и одговор во однос на изградбата на мали хидроцентрали и еве според вас дали тоа всушност е обновлив напредок или еколошка закана. Тоа е она што сакаме да го слушнеме денес од вас. Па да почнеме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да, се јавувам од Крива Паланка. Да, продолжете, ве слушаме. Сакам да кажам околу хидроцентралите. Значи, Крива Паланка е многу богата со реки, значи сите се зафатени. И останавме без вода. Значи, катастрофа е, жива катастрофа е тоа у Крива Паланка, околу некој си да профитира, а да нема вода за пиење. Пиеме матна вода, ние сме планинско место. Не слушате? А внимателно продолжете. И сакам да кажам и пастрмскиот риболов. Имаше пастрмка од Дурачка река, Крклянска река, Крива река. Тоа е се зафатено у мали хидроцентрали без контрола, без ништо, да некој се грижи за тоа. Каква е таа работа, не знам, не ми е јасно. 33 години работам во родникот Тураница. Риболовец сум. Знам каде се ловеше пастрмка, чиста вода. Тоа е сега само една... Благодарам за споделеното со гледачите на црвена линија. Ќе потсетам дека правилото за учество во црвена линија по вртењето на нашиот број 023070005
Секако е да внимавате, бидејќи тајмерот е 90 секунди назначен за едно вклучување, но еве и за гледачот и за секој еден од вас секако можете повторно да го завртите нашиот број. Сега го имаме прилогот на Сузана Мицева, добро е да го погледнеме, а потоа секако да продолжиме со вас. Гевгелиските екоактивисти од вчера почнаа 4-дневни блокади кај местноста Смрдлива вода на 30 на километри над градот, во подножјето на планината Кожов. Го блокираа патот и стакнаа транспаренти на кои пишува дека нема да дозволат реката Дошница да биде ставена во цевка. На тој начин младите од Гевгелија, но и од околните места го изразија револтот од најавите дека и покрај сите противења и протести ќе се градат 2 мали хидроцентрали на Дошница. Ние граѓаните се собравме, сите ние ентузијасти, влюбеници во планината, да ја заштитиме реката Дошница од вакви несакани темни облаци кои што се намеруваат да го расипат целиот екосистем, да го уништат целиот синџир на екологија, на разновидна флора и фауна, на целиот природен диверзитет кој што го имаме во реката Дошница, по нејзиното течение и воопшто целата убавина на Кожев планина. Активистите бараат да се отвори документацијата за изградбата на 2 мали хидроцентрали. Тие се сомневаат во законитоста на целиот процес и бараат отворени јавни расправи на кои ќе се изнесат сите аргументи за и против ваквиот зафат. Малите хидроцентрали се планирани на една од најчистите реки на планината Кожов, во која живеат ендемски видови риби и инсекти, како автохтоната македонска пчела Апис мелифера македоника. Со изградбата на малите хидроцентрали, 2 кои што се планирани на реката Дошница, тоа се Папрат и Баровдол, ќе се изгуби едно огромно богатство кое што го имаме ние луѓето, кои што сме го наследиле од нашите предци и треба да го оставиме во својата чиста форма за нашите идни генерации и идни поколенија. Пораката е јасна и гласна, хидроцентрали на реката Дошница ќе нема. Максимално со сите возможни ресурси, со сите сили и средства, ние ќе се бориме, ако е потребно и со жив зид, да ја одбраниме реката Дошница од ваквите злонамерни проекти кои што немаат никаков бенефит. Протести за овие хидроцентрали се одржуваат речиси 2 години. Граѓаните сметаат дека планината е заштитена, но неодамна забележале багери во планината и дознале дека во тајност се продолжува со овој проект. И експертите се сомневаат во исплатливоста на изградбата на малите хидроцентрали. Тие досега се покажаа како закана за биодиверзитетот, особено за пресушување на реките. Во земјава има околу 100 мали хидроцентрали, некои од нив се изградени и во заштитени подрачја. Протестите кај Смрдлива вода ќе траат секој ден од 6 до 18 часот, а некои од активистите најавија и дека ќе кампуваат на местото кај блокадите. А ние продолжуваме со вас. Црвена линија денес ве прашува, според вас малите хидроцентрали се обновлив напредок или еколошка закана? Добар ден. Здраво. Здраво, добар ден. Се слушаме, нели? Да, повелете. Па види, тотална поддршка на овие што се таму, па може и ќе им се придружам деновија кои што се таму. Таму има една врста дрво ретко, го викаат гол човек, мислам така се викаше, кој расне таму у таа зона и е многу ретко дрво, ендемско. И сега ќе му дадат на Андјушев да биве таму, да става таптажи на таква убава, прекрасна природа, на таква река. Значи, веќе една брана се направи таму. Само не знам на која река беше, не ме држи за збор. Ама таа е барем корисна, на државно ниво се направи и е од отворен карактер, така да можат и рибари да идат таму и риби да си ловат и се третираат. Што се однесува до кеповите на овие бизнисмениве, квази бизнисмени ги викам ја, бидејќи све тоа со опашлук дадено до пари.
сум најголем противник, а ја не знам како толку државата нема моќ да го запре. Овие претходните не го запреа, удивењето се случи дури модуларната. У Тетово ниедна пријава против него, а негова фирма ги правеше тие модуларни амбуланти таму у Тетово. Значи, намерно власта дозволява да дивеат приватњаци. Профитот е најголем непријател на природата. Благодарам за учеството, за одговорите и секако продолжете да ја гледате Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Една исклучиво важна напомена покрај време траењето 90 секунди. Не заборавајте и целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот, доколку еве за прв пат, а верувам ќе ви има и такви, се вклучите во денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Јас мислам со изградба на овие мали хидроцентрали само ќе се пониште еколошката природа, екологијата на земјата. Затоа што од овие мали хидроцентрали не може да се добие доволно количество на електрична енергија. Тоа е само загадување на реките, стопирање на водата. Значи, еден ден ја на Брегалница изградена Калиманската брана и ако почнат да го радат и други мали хидроцентрали, тогај уопште нема да има вода да тече низ Тип. Значи, ќе нема никаква корист од тие мали хидроцентрали. Тоа само може да биде профит на богаташите, кои градат хидроцентрали за да добијат ќаро тоа, а не ги интересира ни природа, ни екологија, ништо не ги уопште занима ни тоа. Они се интересират само за профито. Веќе Брегалница е мртва река. Нема жив свет веќе у неа. Само има мочуришće и ништо друго. Значи, со овие мали хидроцентрали ништо не се добива. Само се уништува природата. А природата му е потребна на човеко не само за овие генерации, него и за наредните генерации. Ако мислат... Благодарам и вам за учеството и споделеното со гледачите на Црвена линија. Повторувам, тајмерот е 90 секунди за едно вклучување. Слободно, повторно вклучате се во Црвена линија и надополнете се што имате да кажете во нови 90 секунди. Продолжуваме понатаму. При да продолжиме со гледачите, уште една напомена, секако за оние кои што е многу полесно ете на таков начин со учество во Црвена линија преку коментари и споделување, тоа може да го направите на Facebook. Секако профилот кој што ви треба е на Црвена линија, но и оној на Телма телевизија. На двата профила ги објавуваме темите секојдневно, па така и ова денес. Еве како изгледаме таму. Мали хидроцентрали, обновлив напредок или еколошка закана. Верувам ќе можеме да покажеме како изгледа на Facebook. Пишувајте коментари, ќе ги читаме. Ете, вака изгледаме на Facebook, заследете Црвена линија, секако и Телма телевизија. Тоа се профилите што ви требаат и пишувајте коментари. Добар ден. Пак се јавам од Крива Паланка. Добро, Прв бев, па се исклучив. Да. Значи, на претходниот гледач и на претходната гледачка, значи, вистина е тоа, реките ги направија мочуришта. Значи, ние немаме крива река више, ни дурачка река. Значи, умртвено е се од Андјушев, од приватни бизниси, од се. Значи, водата е фатена. Дојдете од Жидилово, село Жидилово, до Крива Паланка, да видите како изгледа крива река. Каква беше убавена тоа. Одете од Сепен камен, најчистата река што беше, фатена е на неколку километри. Сум бил таму на риболов. Нема више вода, нема жив свет, нема ништо. Ние ли планински предел да немаме вода? Срамота е тоа. Значи, тие мали хидроцентрали не принесуваат ништо, само го уништуваат светот и нашата општина прво. Срамота е голема, немам зборови што да кажам.
да дојдете да видите, да сними телевизија Телма. Нека дојде кај мене. Не смеам да го кажам ја. Благодарам за она што го споделивте со гледачите, сега кој што си дадовте повторно нели шанса и така треба доколку сакате да се надополните повторно да го завртите нашиот број. Продолжете да не гледате, продолжуваме со вклучување на нови гледачи. Ве потсетувам активно учество во секоја една наша тема и преку пишување коментари и споделување на Facebook. Добар ден. Госпожа Тина. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до вашите слушатели, до вашата екипа. Благодарам. И со лесно субо да ги поминем овие топли денови. Сега, за темата. Ја ги поддржувам, нека градат и во тој сегмент нека уништат Македонија. Кога нема закон, кога нема правда, нека се уништи, нека се гради. Се дека со овие три партии, пак ќе речем, незакана еколошка бомба ќе биде. Централи. Сето олигарците почнувајќи од Велешането, Ангјушев и како што викат и премиерот имаат централи некои, се тие малички работат за нив. Се дојка ги нема овие три партии од политичка сцена, се дојка не ни дојде некој Словенија, 10 години начинот како се работи, да видите како друга песна ќе збориме, ама нема да доживеам јас тоа. Беззаконие владе во ова наша Македонија. Вие само теми ќе си ставате, ние само ќе си збориме, а решења никако нема. И чарето, Калимеру уште долго ќе лепде над Македонија и ќе вика нема правда, нема правда. Како сакат и прават. И што направија тие во Гевгелија што во тоа селото Кавадарецки што излегува живци? Ништо. Ден, два, три недела ќе протестират и по старо ќе си градат тие. Законот само некоја лабава диктатура или од Словенија 10 луѓе. Благодарам за споделеното и секако за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Одиме и продолжуваме понатаму. Подсетуваме Црвена линија. Денес она што сакаме од вас да го слушнеме, како став и мислење е во однос на малите хидроцентрали. Дали на нив гледате како обновлив напредок или еколошка закана? Добар ден. Добар ден и убав ден вам и на вашата екипа. Благодарам, убав ден и вам секамко. Вака, зашто само се кажува сега за екологијата, за ова? Зашто порано не кажуваше која беа другите? Сега само не ги критикуваат. Немам ништо против. Ама човекот, луѓето се трудат сега. Ако не е така, што ќе правиме ние? Екологијата вистина ќе се уништи, меѓутоа ќе немаме ни светло ни ништо. Толку имам да кажам, пријатно. Благодарам за кажаното, многу покуси од предвиденото, но сосема јасни. Ете, можете да слушнете какви се одговори беа дадени до овој момент и продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Не би сакал многу да коментирам за штетноста на овој потват на овие така наречени бизнисмени кои сакаат да ни ја уништа природата. Ја мислам да се даде голема подршка на граѓаните од Гевгелија, да еднаш за секогаш се забрани градење на мали хидроцентрали. За штетноста на таа работа е позната, па они има советници во општината. Треба да ги повика, има сигурно пратеник од таму. Подхитно да се донесе по брза постапка забрана со закон градење на... Иначе ние имаме голем хидропотенцијал овдека, али не е искористен. Не е искористен. Крајно е време и владата да се свесне со една правилна политика да искористиме сите енергетски потенцијали, а не да паѓаме на вакви ниски работи. Ви благодарам. Ви благодариме и ние за одговорите и секако за учеството во Црвена линија. Подсетувам, останете со нас до крајот на ова издание.
Малку и ќе ве префрлам, не заборавајте на Facebook да го заследите профилот на Тилма телевизија. Постојано ќе имате можност преку објавите на овој профил да дознавате, да се информирате. Па еве кога станува збор за темата за која што денес зборуваме со вас, еве дел од реакциите на оние кои што го следат профилот на Тилма телевизија во однос на темата за која што зборуваме со вас. Маријан Тодоровски го има напишано следното: име и презиме, која компанија сака да гради хидроцентрали, кој има интерес. Од тука тргнува решението и резултатот на протестот. А како вие гледате на изградбата на малите хидроцентрали? Дали на нив гледате како обновлив напредок или за вас е еколошка закана? Добар ден. Ало, добар ден, Тира. Повелете, ве слушаме. Мали централи во тие мали рекички, да се градат, али да се бранат со брани да се прават, а не со цевковод. Со цевковод само се пренасочува цела вода и еден дел од таа река се уништува оние рибниот фонд и другите животни што живеат од таа река. Значи, да се направат бранички, а еден дел водата пак да истекува, а другиот со цевковод да одат од централата и така да се произведува струја, а не и таа брана утре може да се користи за наводнување на полињата декаден. Имаше таму кај на Свокавадраци една централа, тоа на Дабнишка река, порано пред едно 40 години. Таа сега се уништи. Имаше базен горе направено во селото само, а надолу исто имаше и доста рибни фонд. А сега се направи во село Дабнище се направи една рибник. И тој рибник сега цела река загади. А централата не се уништи. Цела река е сега загадена кога го чисте рибникот. Значи одат хемикалиите што одат сето по реката, нема едно животинче, ни жаба нема, не риби. А иначе таа река користиме ние Дабниште, Бегниште и Ресова, користиме за бавчици вадеме тука. Поливавме и лоѓа и другите, имаме култура друга. Сега не. Благодарам за учеството. Подсетувам само, координирате го вашето јавување со времето кое што е определено за едно јавување, тоа е 90 секунди. Од тие причини тајмерот секако се објавува на екранот за да можете да имате увид колку секунди одминуваат. Но нема да изоставам да му се заблагодарам на гледачот за неговото учество. Ве подсетувам, пишувате коментари на Facebook, ќе читаме дел од нив, се разбере меѓу вклучување на гледачите. И секако е за оние кои што можеби подосна се вклучивте, не заборавајте, и денес имаме активна анкета за која што верувам ќе бидете вклучени и динамично ќе учествувате во секоја една наредба. Заследете на Инстаграм, профилот е Црвена линија, а прашањето денес на Инстаграм стори е: дали профитот не ја уништува природата? Како што гледате, имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на вашиот одговор и секако подсетувам, резултатите секогаш во проценти ги соопштуваме некаде кон крајот на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Вака сега. Во однос на нуклеарните централи, тоа е еден вид самоубиство. Со едно копче сите додатно воздух. Како што се штетни фотоволтаиците. Зашто никој не размисла дека фотоволтаиците се канцерогени обновливи извори? После 10 години кажете ми вие мене кој отпад нив ќе ги собере или па ќе ги растурат. Зашто државата не размислува за еден обновлив извор, како што е ториумот, кој што е и днината на тој обновлив извор или енергенс, каде што ќе може да обезбедуваме бесплатна струја, бесплатно да може колите да се движат и така натаму. Зошто државата наша да го собира отпадот од целиот свет? Да го собира, а ние домираме. Погледнете ги болниците. Полни се, од луѓе се болни од рака. Зашто? Се е тоа од надворешни влијанија и зрачења. Ви благодарам.
Благодарам многу и за вам за учеството. И вие малку покуси од предвидените 90 секунди, но сосема јасни останете. Останете, гледајте и понатаму Црвена линија, за да имаме можност да слушаме најразлични одговори, така да се додека трае Црвена линија, вас како граѓани ве прашуваме како гледате вие на изградбата на мали хидроцентрали, како обновлив напредок или еколошка закана? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете ве, слушаме. Така. Јавам од Ресен. Добро. Имаме една голема мака. Уште на 16 децембар ќе правам 3 години ќе ќе ме изгори куќата, а бе државата една тула не ми даде. Една тула не ми даде. А дете имам со потреби во демихи се ми е. Тоа е. Тоа ви беше маката што ја споделивте, добро, а еве во однос на она за што зборуваме изградбата на мали хидроцентрали, како гледате на нив, како обновлив напредок или еколошка закана? А бе, што прат убое? Ја знам ли не? Убое, што се гради убое? Убајна. Така. А иначе, отепан сум. Немам кај да седам. Во шупа живеам. Што да правам? Од државата е на тула не ми даде. Да рече, набе човек е на тула, бе. Да му се не ништо. Тоа е. Добро. Дали е тоа се? Ке му се заблагодариме на гледачот за споделеното и секако верувам дека и понатаму ќе продолжи да не гледа и следи. Еве ние денес конкретно ве прашуваме како ви се чини изградбата на мали хидроцентрали. Дали на тоа гледате како обновлив напредок или еколошка закана? Добар ден. Добар ден, Тинче. Поздрав до вас. Однос на темата, јас ќе ви кажам искрено. Тоа е перење пари. Значи, било која власт овие 30 години се служи со секаков начин на перење пари. Јас редовно пратам вести, сите работи и можам да кажам дека природата не сме да се чепка. Затоа што тоа е од Господ оставено за нас сите. Ако сака толку државата да помогне, да направи патеки до тие места, да излепливо, да народот оди на викенд таму, а не да гради бетонски таму зидови, да прави хидроцентрали. Ова госпоđа добро кажа, тоа е минимални производство на струја, тоа е мачкање на очите, а перење пари до немај каде, затоа што ќе пиши толку материјал, парите в джеп и кој е оштетен? Ние, Тинче, народот. Има многу да кажувам за лаш измама. Благодарам многу за споделеното и вашите одговори во денешно издание на Црвена линија. Продолжете да не гледате. А ние ќе ве префрлиме онаму каде што пристигнаа и првите коментари. На Facebook профилот е Црвена линија, секако истата тема објавена на профилот на Телма телевизија. На прашањето мали хидроцентрали, обновлив напредок или еколошка закана, еве што напише господинот Лазар Младенов. Чист бандитизам и профитерство во полза на криминал политичарите. Зошто не направите анализа колку од вештачките езера браните не се искористени во таа насока? Ами треба да се доуништи природата. Благодарам многу за коментарот и учеството на ваков начин до господинот Младенов. Верувам дека не следи, не гледа. Па еве можевте сите вие да слушнете какви одговори дадоа гледачите до овој момент. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Ало, Тина. Повелете, ве слушаме.
А повторно се јавив јас, за тоа не се докажа прејаска. Добро. Да. Во исто така да кажам тамо во тоа село Дабиште тоа што направи рибникот. Наместо тој да направи како што е чиста водата што влегува во базенот, треба да излегува после преко колектор да се прочистува и да иде по реката да може животинскиот свет пак нормално да си функционира. А он тоа го уништи више. Наместо градоначалникот што е Митко Јанчев тамо да му наредеше да направи колектор, него сега Митко Јанчев направи во тоа село Дабиште одвод, канализација. И сега таа канализација и таа се внесува исто во истата река. И уште толкова загадна. Наместо да направат колектор тамо, него иде таа вода во на кај село Ресова и се влегува во Тиквешкото езеро. А во Тиквешкото езеро има рибници. Рибници има тамо базенти направено. И кога се намалува таа вода, рибите му умират на луѓето тамо. И каква здрава храна јадиме ние од тие риби што ги купуваме, ги консумираме. Исто во Каладрце реката Луда Мара, што е тамо цела канализација е во Луда Мара, никаде нема колектор. Колектор треба да направи Митко, а не само одводи праве и се фале дека е добро, дека еколошки град имаме. Благодарам многу за споделеното и драго ни е што сега кога го направивте вашето учество повеќе пати да се вклучите и тоа е секако остварливо за секој еден од вас, бидејќи 90 секунди се предвидени за едно јавување. Ако не се доволни, се разбира повторно. Ќе го вртите нашиот добро познат број. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Ве слушаме. Па вака, јас сум предходниот гледач. Се слагам. Јас сум ептен против мали хидроцентрали. Малку произведуваат струја и знаеме кој ги гради. Мицковски, Анджушев, тие што имаат пари, а природата ја загадува, кој што кажа предходникот, ептен. Ти да ја насочиш реката на друга страна или преку цевки да ја носиш, тоа више не е уред. И затоа кај нас у Македонија има над 100 хидроцентрали мали, све се на ова политичари. Све се на политичари. И код медиум, ја би ве замолил да им пренесете на уредниците ваши, да снимаат, например, човекот кој што кажува на Тиквешко езеро, на Тиквешко езеро што се направени мали хидроцентрали. На реката Бабуна што се направи. Да видите каква штета имаат овако донесен. Ние Македонија на секој начин гледаме да ја растуриме. Било со хидроцентрали, било со други работи, на секој начин. И уште една ќе повторам. Народот да се свесни, кој што не даваат на дошница сега, да се гради хидроцентрала, така да се однесува народот. И тие хидроцентрали што се изградени, треба народот да протестира, да се тргнат тие. Благодарам за споделеното. Посетувам 90 секунди автоматски во тој случај се исклучува таймерот. Благодарам уште еднаш за учеството. Продолжуваме со коментари на Жане Михајловик, кој што напиша: водно го пропастија со зградурини. Остана уште кожов и тој да се доуништи. Што народ се бре? Зар не мислат на своите деца и внуци и како понатаму? Екологисти, не пропуштајте на, ова ќе го прескокнеме, се да прокоцкаат додека се на власт. Една напомена сега кога ве замолувам, тоа важи за активното учество преку директно вклучување телефонско во црвена линија, но и кога активно учествувате во нашите дискусии преку коментари. Потрудете се, колку и да сте изиритирани, да ги заставите по грдните навредливи зборови и сега како говорот на омраза и говорот кој што алудира на насилство. За да можеме да ги прочитаме коментарите, а доколку тоа се случаи нели телефонски во живот, тогаш се активира црвената линија. Добар ден. Алло, добар ден. Повелете во црвена линија сте. Фала. Претходникот ја спомнал Богомила, јас сум точно во Богомила, подложето на Капинова, како што се
представувам. Сега таму има мини хидроцентрала од времето на ЦФРЈ. Ние само сакаме нешто да зборуваме, а нешто не ни е познато. Ајде да видиме каква штета имаме ние таму. Немаме никаква. Апсолутно никаква. Ние сакаме да поевтино ќе не биде да влеземе со. Значи луѓе да не познаваат што е мини централа и само тука да се најдат умови да го поминат времето. Водата се враќа, значи проста работа, само да објаснам водата ја врти турбината да направите струја. И пријатно со здравје. И ништо не загадува. Централата најмалку загадува. Са кој ги прави, што ги прави, кој профитира, тоа е веќе друга тема. Значи идете во Богомила и видите хидроцентралата. Од СФРЈ само го реновира каналот пред доста години, не е отворен, е покривен и значи сега дека што треба да има вода, има доколку има вода. Бабу на реката, ако нема вода, нема ни хидроцентралата да работи. Значи ние сакаме да се најдеме само уморе по телевизијеве, немаме што да работиме, па да се јавиме, да кажеме нешто. Ништо тоа нити загадува, нити ништо. Вишокот вода си се враќа од браната до централата, поново си оди водата и во реката има. Таму и се наводнуваат и ниви и све. Добро, благодарам за јавувањето и секако не е бадила, бидејќи Црвена линија е емисија во која што простор имаат исклучително граѓаните, а оние за кои што зборуваме секогаш и темите кои што ги обработуваме, верувате дека и како слушаат и внимаваат. Значи не е бадила. Благодарам за споделеното. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Голем поздрав од Битола, ваша стална гледачка. Да, ве препознавме. Голем поздрав и до вас. Повелете. Многу ве поздравувам, господја Тина. Имам да кажам дека тие хидроцентрали што се прават се еколошка катастрофа закана за природата, ама народот е крив. Зошто овие две партии трчаме да ги гласаме? Абре, никој готово нема гласање и готово. Па да видиме натака за пари, после што пари ќе јадиме? Воздухот не чини, водата не чини, храната не чини, што да правиме, ние кај да одиме? Ајде нека продолжат така, ама никој не е крив, ние си сме самите криви. Си ги носиме на власт и што си сака, то си прав. Нема закони, нема казни, нема ништо. И секој како сака, така си игра со нас. Да сме толку глупи, не сме глупи. Ама зошто вака не можеме да видиме што се пред 35 години? Многу ви благодарам на отстапеното време и голем поздрав од битолчани и цела група битолчани ве поздравуваме. Благодарам, голем поздрав и од нашата редакција и Телма телевизија до Битола, односно битолчани кои што ја следат Црвена линија во моментот. Продолжуваме со вас. Еве уште еден коментар во меѓувреме пред да вклучиме гледач или гледачка. Веселин Бос еве што напиша: поддршка за протестот, затоа што овие хидроцентрали не се закана туку катастрофа. Тоа нема врска со производство на електрична енергија, туку со заземање на водните ресурси. Погледнете каде се градат, на најубавите и најчести места каде што водата е за пиење. Нека ја градат Чебрен и Вардарска долина ако имаат пари. Благодарам господине Веселин и вам за активното учество преку коментар. Продолжуваме во живо со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам од Трансфосум, ама што гледам на овие телевизиите прв пат, гледам овде, секој ден се јавува истите луѓе. И навива некој за ВМРО, некој за СДС, некој за ова. Ако некој прави нешто во Македонија, абе, луѓе, разберете дека е добро да се работи, ама ако не прави некој што не правил, не работел, не направил ништо, ни пат, ни никаква институра не направил нешто во државата, го кривувате, го пофалувате. Ако прави некој нешто, оставете го, нека направи. Прво и прво, ѓубрето дома и да го чистиме овде во градовите. Гледам во Битоле, во Скопје, секаде. Ѓубри има на секаде и бараме ние правдина. Истите луѓе само се јавуваат секој ден, нема што да прават и на телевизија. Ама зошто сега да си го губите времето на другите луѓе да ги кажете и ваш став, како ви личи ова со малите хидроцентрали? Обновлив напредок или еколошка закана?
Слушај, ако прави државата нешто, да се радуваме дека прави. Ако кради некој други работи прави, тоа да кажуваме дека не чини, ама нешто прави некој нешто да го похвалат, не да демонстрираат, да прават како се вика нереди. За секаква работа овде нешто ако покуша државата да прави, одма демонстрации. Јас не знам овој народ што сака и како сака да живее. Сака во Европа да влеземе ние, Господ да дава пари од отвор да се гради ова држава. Некој се труди да доеси инвестиции, да направи нешто, не чинел тој. А некој што кради, чини тој. Ја не знам овој народ кога ќе разбере еднаш во светот дека... Така, благодарам за споделеното и секако еве веќе за следната тема имате во предвид секогаш секундите да ги користите да ве слушнеме вас, вашиот став. Нема потреба да ги коментираме гледачите. Секој има право да се јавува колку сака и како сака. Ние продолжуваме со реклами, погледнете ги, потоа виднаш се враќаме во студио за да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Да погледнаме како одговори оние кои што активно учествува во денешната анкета на Инстаграм. Заследете на, повторувам, црвена линија е профилот што ви треба, но и профилот на Телма телевизија и веќе учествувате во новата анкета утре. А што се однесува до денешната, на прашањето дали профитот ни ја уништува природата, со да одговорија 92%, со не 8%. Тука некаде на самиот крај ќе ви се заблагодарам за ова денешно издание на Црвена линија, кој што го креирате вие, не само како гледачи, туку и граѓани. И не заборавајте, информирајте се брзо, ефикасно и целосно со кликање на telma.com.mk. Останете со програмата на Телма телевизија, она што следува е да се кажеме со Горан Петревски.